Почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Нега и здравје. Гостин во денешното издание доктор Беким Исмаили и ќе разговараме на тема правилна употреба на антибиотиците. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Така, најпрви да ги запознаеме гледачите што всушност представуваат антибиотиците. Добро, ова е тема што ние лекарите, професионалците се обидуваме на секоја наша прилика и можност кога ни се дава по дали се тоа гледани или пишене медиуми да укажеме што се антибиотиците и зашто се употребуваат самите антибиотици. Значи значи против, значи бактериите се. Значи се антибиотиците се лекови кои убиваат бактерии и лекови кои спасуваат животи. Значи, тоа треба да го знаат пациентите и сите ваши гледачи, дека се многу битни. Значи, откако е откриен првиот антибиотик, односно пеницилинот, значи дека од тогаш се продолжил животниот век на пациентите кои за банални причини и починале. Но откако се почнало ерата на производство на антибиотиците, а сега знаеме дека имаме неколку вида на антибиотици кои се делени на групи и подгрупи, дека тие се многу важни и дека спасуваат животи и се наменети за убивање на бактериите. Тоа е многу битно да го знаат пациентите, а не се за вирусите, односно се само за бактериите. Така, значи не секое заболување се лечи со антибиотик. Како се прави дистинкција кога треба да се употреби антибиотик? Дали се прави антибиограм, крвна слика? Што треба да покаже дека треба да се употреби? Да, тоа е битното. Значи тоа се лекарите, тие кои ја прават проценката, дали треба на одредена состојба да се препише антибиотик или не, зависно од клиничката слика, зависно од симптомите, зависно од пациентот, дали се работи за дете, дали се работи за возрастен, дали се работи за повозрастен, дали се работи за пациенти кои имат и низа други заболувања. Тоа е докторот, тоа е матичниот доктор кој го познава пациентот, го познава семејството на пациентот, ги познава неговите други симптоми и синдроми што ги има во организмот и според тоа докторот е тој што лекарот што ќе прецени дали ќе треба да му се препише на одреден пациент за одредена болест или состојба антибиотик. Тоа што го спомнавте и вие, значи во одредени случаеви кога му е потребно на пациент на докторот прави такви потребни анализи, дали тоа било стришо да се направи антибиограма, дали тоа е крвна слика, дали тоа е хемокултура, дали е тоа уринокултура и нешто друго слично, за да има поточна и попрецизна диагноза, а плюс тоа да го даде и точниот антибиотик кој би делувал на таа одредена бактерија. Не секогаш, сигурно ќе се сложат и вие и вашите гледачи, дека не секогаш ние правиме кај сите пациенти крвна слика и антибиограма, бидејќи некогаш тие и времето ограничено. Клиничката слика е таа што докторот, откако ќе од деталната анамнеза која ќе ја земе од пациентот, ќе утврди дали му е потребно или не и од друга причина дека за да се добие една антибиограма, повеќето сигурно знаат дека треба да се чека 24, односно најмногу 48 сата, за да добиеме ние резултат од самата антибиограма и од причини што ние не би требало да чекаме толку, бидејќи здравјето на пациентот ни е на прво место и тогаш почнуваме со одреден антибиотик, зависно нормално од клиничката слика и тежина што го има самиот пациент, за да се даде најсоодветниот антибиотик кој е потребен во моментот, бидејќи кажав на почетокот дека имаме многу групи и подгрупи на антибиотици и затоа тоа се лекарите, тоа се професионалците кои ќе направат таа разлика кој антибиотик во која одредена болест, состојба или ситуација треба да се препише и да се дава на пациентот.
Како правилно треба да се употребува антибиотикот во однос на време траење? Обично пациентите кога ќе почувствуваат дека им е подобро, можат и да го прекинат. Колкава е важноста да се користи до крај, нели, на препишаната терапија? Да, и тоа е многу битен момент. Значи, битен момент е титрирањето. Значи, колку ќе се дава, колку антибиотици ќе се дава, зависи многу и од телесната тежина и возраста на пациентот. Значи, титрирањето е еден од најбитните моменти кога се дава еден одреден антибиотик. После реков клиничката слика. Друг момент е да се распореди на одреден временски период. Дали е тоа на 24 часа, дали е тоа на 12, дали е тоа на 8 часа. По можност да се земе на одреден во точно време. Сега не значи тоа да биде на минута, секунда, но да биде во одредено време. И ако се почне, треба да се заврши. Се тоа што се остане на половина, значи дека инфекцијата, самата инфекција не е излечена до крај и може после пациентот да има рецидив. Откако ќе има рецидив, тогаш што истиот антибиотик може да не му делува на пациентот. Тогаш ќе треба да му даваме друг антибиотик. И со тоа ние веќе правиме, ги труеме по наводници пациентите и правиме резистенција на антибиотиците, зашто верувам дека покасно во емисијата и ќе збориме за самата резистенција на антибиотици. Може веднаш да зборуваме за тоа, нели обично пациентите знаат и на своја рака да земат антибиотик, доколку не се чувствуваат добро, веднаш земаат антибиотик. Да. Значи, каква е злоупотребата на антибиотиците во нашата земја и во Тетово? Да, за жал, значи голем број од пациентите посегнуваат по тоа да сами си се дозволат да си се лекуваат сами на себе или да си препишат или да си земат антибиотик на своја рака, дали тоа им е антибиотик што им останало од некое друго заболување, дали е тоа било антибиотик што останало од некој друг член на семејството, или ќе го позајмат од пријател, од роднина, или пак ќе одат сами да го купат во аптека. Сведоци сме дека последните години со новите законски измени кои се за употреба на лекови во нашата земја, дека е забрането да се дава антибиотик без рецепта на доктор, дали тоа било со антибиотици кои ги покрива Фондот за здравствено осигурување, дали тоа било антибиотик кој оди на приватно, но сепак треба да биде ординиран од лекар, треба да ординиран од професионалци кои знаат кој антибиотик точно му треба на пациентот и заради тоа што го почнав, значи сепак за жал имаме употреба, односно злоупотреба на антибиотиците во целата наша земја, па зошто да не и во нашиот град тука во Тетово и Тетовско, и имаме една голема резистенција на антибиотиците. Јас ќе ви кажам случај, сигурно и тука кај нас во земјата се работат такви студии, но едни студии што се направени во скандинавските држави, поточно во Норвешка, за одреден антибиотик, дојдене до констатација од целата студија што е направена, дека ако за одреден антибиотик е створена една резистенција во самата популација, значи треба најмалку 50 години да поминат за да пак тој истиот антибиотик почнува да делува во организмот на луѓето. Бидејќи ние антибиотиците не ги земаме само како антибиотици кога одиме во аптека и тоа што не го препишува нашиот лекар. Ние антибиотици земаме и во други форми и начини. Ние земаме антибиотици од храната, да речеме од месото и месните производи. Бидејќи знаеме дека лекарите, односно ветеринарите кои се грижат за животните во одредени состојби и ситуации им препишуваат и на нив антибиотици. Значи со самото внесување на месо и месни и млечни производи, тие се веќе со внатре со антибиотици. Значи, што значи дека не сите, не секогаш, но во одредени моменти и случаеви ние консумираме од нив. Потоа, другите овошја и зеленчуци, исто така тие разноразни пестициди кои се употребуваат, сигурно и ако добро ги погледаме и го прочитаме, самото упатство имат некој вид на антибиотик
во самата нивна содржина. Значи и преку нив ние консумираме антибиотици, што значи дека ние на многу начини земаме антибиотици и плюс тоа овие антибиотици што ги земаме на своја рака, значи ние ја правиме сами таа резистенција. Затоа секогаш апелта го дават, мислам дека сите лекари го дават тој апел и едукацијата е многу битна во ова насока, да знаат и самите гледачи, и самите пациенти дека треба многу да внимават кога ќе земат антибиотик, бидејќи антибиотиците треба да знаат не се храна, но се лекови кои спасуваат животи. Значи, тие се лекови кои спасуваат животи. Затоа треба со многу внимание да се земат и да се употребуваат. Колку лекарите препишуваат антибиотици, доколку почувствуваат притисок од пациентот? Има ли такви лекари кои што препишуваат на антибиотици без да има потреба? Да. Кога сме кај препишувањето на антибиотиците, се неколку моменти и фактори кои делуваат на препишувањето на самиот антибиотик. Јас ќе тргнам од моја гледна точка, од тоа што еве и работам во амбуланта. Тоа некогаш се случува поради тоа што лекарите немате многу време да им се посветат на пациентите и да се трудат да ги убедат дека не е потребно да се земе антибиотик, иако пациентите го барат, и тргнувајќи од тој момент го препишуваат антибиотикот. После има многу моменти кога пациентите одат по приватни ординации или по разговор со некој познат што го имат, да речеме, медицинско лице, зависно тоа дали е од среден или од лекарската фела, и дека му сугерирал да зема антибиотик, па доаѓат и прават притисок да се препише антибиотикот. Од друга страна, кога сме кај помалата, кај детската популација, повеќето од родителите инсистираат да земат антибиотик, да му се дава на детето, бидејќи не треба да губи денови од работа, во неможност да отсуствува од работа, мисли дека побрзо ќе му се излечи детето, па дајте вие, докторе, препишете антибиотик, ако можеби не му е толку потребно, ама за секој случај, што се вика, дајте ми антибиотик. Или случаеви кога еве ова година заради пандемијата со COVID-19, можеби повеќето не сме биле на одмор на море, пред тргнување на одмор, сите пациенти доаѓаат и инсистираат да земат антибиотик за секој случај, што се вика, да им се најде. И со тоа што тие ја нарушуваат самата таа флора во самиот организам, бидејќи рековме тие убиваат бактерии, а ние знаеме дека во нашиот организам ние имаме и бактерии кои му се потребни на нашиот организам. Значи, кои се во нормална флора, дали тоа во желудникот, дали тоа во цревата или во други органи, со самото внесување на антибиотикот, тој не е толку паметен, па да ги одбере само оние бактерии кои се штетни во моментот и кои ја направиле инфекцијата. Тој кога влегува во организмот ги убива сите бактерии. Затоа е многу битно кој антибиотик, кога да се земе, колку да се земе и времето траењето. Имаме антибиотици кои се земат за 3 дена, за 5 дена, за 7 дена, за 10 дена или за 14 дена. Затоа тоа што го кажавте претhodно вие, колку би требало да трае земањето и дали треба да се до крај земе самиот антибиотик, значи тоа е битно да се зема titrирањето и на време траењето да е според препораките што ги дава самиот лекар кој го препишал одредениот антибиотик. Значи секако мора консултација со лекар, никако на своја рака. Да, никако. Така. Да. Како да се воведе ред? Како да се воведе? Како да се воведе ред? Редот ние сами го воведуваме. Реков, тие стравовите се големи, дали од страна на лекарите, дали од страна на пациентите, дали стана од родителите за немалите деца. Првин се законските измени, кои еве за среќа ги имаме во државата, бидејќи знаете дека порано секој можеше се што да купи во аптека. Но сега мислам дека е тоа, да не кажам 100%, но во голем процент тоа е
невозможно да се реализира. Може би има и такви несовесни, да ги речам во наводници, и пациенти, и од фармацевската фела, кои поради X причини, поради притисок или други причини, па им дават на одредени пациенти антибиотици, што не би требало, бидејќи реков, дел се тие што се на фондовската листа, има еден дел што се на приватно и не сакат да одат на доктор, на лекар да се препиши и одат сами да го купуваат. Значи тоа тие законски измени кои се многу битни и кои се во сила во нашата држава. Друга е една кампања која би требало да се која пред некоја година ја имавме ние од страна на Министерството за здравство и која мислам дека би било потребно секоја година тоа да тече таа кампања преку пишани или гледани медиуми, еве преку и вашиот еден од тоа да биде и еден од медиумиот и вашиот медиум, да таа кампања секогаш кога почнува есента, кога ги очекуваме тогаш најмногуте проблеми во здравјето на пациентите, ги имаме алергиите, ги имаме настинките, ги имаме, го имаме вирусот сезонскиот, го имаме грипот, па сега последно и пандемијата со COVID-19, да таа кампања секогаш би требало да тече на сите медиуми во овие есенски месеци или зимни месеци, месеците во зима, да тече кампања, да знаат пациентите дека не би требало да земат антибиотици на своја рака, него антибиотиците да ги земат секогаш во консултација со нивните лекари. Така, некако периодов, речи се, 7-8 месеци, целото внимание е посветено на пандемијата, дури антибиотиците се користат нели во терапијата на COVID-19. Која е нивната улога? Така, тоа е многу точно, дека сега, поради тоа што се уште нема соодветен лек кој би делувал врз коронавирусот, односно да се излечи COVID-19, значи, сведоци сме и вие слушате и сите пациенти слушаат, веќе има и се спомнуваат и одредени антибиотици и со име во медиумите и пациентите повеќето за жал посегнуваат да ги земат на своја рака тие антибиотици. Која е улогата на тие антибиотици, бидејќи ние викаме дека е тоа вирус, нели? А реков на почетокот на емисијата дека антибиотиците убиваат бактерии, не убиваат вируси. Што се случува со неколку збора, ако ми дозволите да кажувам и за самата пандемија на COVID-19, иако доста се запознаени гледачите, бидејќи секој ден има експерти од области кои кажуваат за самата пандемија. Значи, со самото влегување на вирусот во нашиот организам, тој поминува во една суперинфекција. Значи, делува во други многу битни органи на нашиот организам, делува на органите на дишењето, односно делува на плуќата и делува, сега нови студии и сознанија што ги имаме, делува и на други таргет органи, дали е тоа срцето, дали се тоа бубрезите, дали е тоа мозокот и дали е тоа крвотокот. За да се спречи тоа, за да ние го штитиме самиот организам на пациентот, значи се препишуваат антибиотиците. А знаете дека секогаш ке тие пациенти што се со потешка симптоматологија се прават и одредени анализи и испитувања и со самото тоа се утврдува дека е потребен да се зема одреден антибиотик. И во право и добре е што се зема и што ги имаме тие антибиотици што го спречува таа суперинфекција да не го влоши состојбата на пациентот. Но што се случува? Проблемот е во тие пациенти кои се асимптоматски, кои немаат симптоми и фала Богу имаме многу поголем дел од пациентите кои се заразени со коронавирус, односно ја имат болеста COVID-19, се со полесна клиничка слика или се асимптоматски, кај нив треба да биде апелот тие да не земат антибиотици на своја рака, но за жал од тоа што се плашат или од други причини и тие посегнуваат и сите земат. И што прават? Одат во одредени ординации,
приватни или попладни или ноќно време и им препишуваат колегите антибиотици или самите инсистират, после доаѓаат некои и кај нас инсистират да им се препише одреден антибиотик само заради тоа дека се плашат за не дај Боже да им се случи нешто, без да ги имат потребните направени анализи, без да имат, ако е потребно, една графија да се види на плуќата, значи посегнуваат по антибиотиците и со самото тоа ја прават таа резистенција која за жал ние не знаеме се уште колку ќе трае пандемијата на COVID-19, да се надеваме дека тоа што поскоро ќе заврши, дека ќе излезе соодветната вакцина со која ќе стекнеме имунитет целото население, бидејќи ова се случува во целата земјина топка. Вирусот како вирус нормално дека ќе постои и понатаму, но ќе имаме еден стегнат имунитет, но проблемот е во тоа што пошто голем број на пациенти, на граѓани земале антибиотици и продолжуваат да земат на своја рака, дека ќе имаме после проблем со таа резистенција која ќе ни се појави од самите антибиотици, бидејќи пијат многу антибиотици и за жал ги пијат оние најпотентните антибиотици од поновите генерации, што би значило што е нереално и што значи дека после ние за жал ќе немаме антибиотик со кој една обична инфекција која ќе ни се случи во нашиот организам, ќе немаме со што да ја лекуваме. Така споменавте дека нели есента е период кога има настинки, вируси. Оваа година имаме и нели пандемија. Како да се справат пациентите, односно сите граѓани, како да разликуваат што е настинка, што е вирус, а што е COVID-19? И затоа беше и стравот и на здравствените власти и на светска здравствена, кога постојано апелира да се придржуваат граѓаните, населението на мерките заради оној есенски бран. Дури вие знаете дека беше тоа стана и на шала да викат од каде па овие знаат. Значи ова е нешто како да е спремнато. Значи правеа граѓаните такви асоциации. Ова е тоа. Значи проблемот е тој. Значи знаејќи дека во есен ќе ги имаме тие есенски сезонски вирози, ќе го имаме грипот, ќе ги имаме настинките и сето тоа кога ќе се комбинира и со COVID-19, значи дека тоа е тој втор бран за кој стравуваа здравствените власти. Не дека ние сме знаеле дека ќе дојде тој бран и знаеме секогаш дека што ќе ни се случи. Никој не може да биде превидлив. Но сметајќи ги на овие моменти, тоа се беа стравовите дека ќе имаме и за жал имаме зголемени бројки на пациенти со COVID-19 и сега тука е тој моментот каде и како да се прави таа разлика, дали е тоа алергија сезонска, дали е тоа настинка, дали е тоа сезонски грип и дали е COVID-19. Симптомите веќе повеќето од граѓаните ги знаат кои се симптоми на вироза, кои се симптоми на грип. Значи тоа е главоболка, тоа е изнемоштеност, тоа е болка во зглобови, болка во мускули, што ги има и едното, и другото, и третото. Што има COVID, што нема другите. Значи, кај COVID имаме помодрување на лицето. Значи, губи сема една друга, зборам за пациентите кои се со потешка клиничка слика. Пациентите кои имаат COVID-19, барем повеќето, што значи дека не сите, бидејќи сигурно ќе се најде некој гледач кој ги немал тие симптоми, што ќе кажам, значи губат осет на мирис и вкус. Еден многу битен симптом. Потоа, кај грипот, кај другите вирози, имаме течење на носот, што кај COVID го немаме. Односно имаме течење на носот, а кај грипот ни е затнат носот. Затоа тогаш препишуваме капки, овде не ни се потребни, дека носот постојано тече. Значи, ја имаме таа главоболка која имаме и таму и тука. Имаме една поспаност.
Значи, или станува пациентот, па не може да биде да стои станат, пак му се спие. Значи, го имаме и кај грипот, но многу е тоа поизразено кај COVID-19. Значи, тоа се некои симптоми кои ќе одделат дали е тоа вироза, дали е тоа грип и дали е тоа COVID-19. Но затоа се лекарите, тие кои се за тоа, впрочем, и повикани да ја направат таа разлика, и затоа секогаш телефоните се наши на располагање. Ние сме секој ден во нашите амбуланти, да дојдат пациенти, да се консултират, да навремено се открива, бидејќи знаеме дека е многу заразен самиот вирус како вирус, за да се штитат себе си, да ги штитат своите најблисни и да го штитиме целото население само до тоа што тој што ќе се открие дека боледува од COVID-19, да се придружува на мерките за изолација, за самоизолација, сите други попратни мерки, за да не наштети на другите, први на себе си, на своите блиски најмили, потоа и после и во поширок смисол, бидејќи тој што има симптоми, а не знае, или веќе се сомнева, но не е сигурен, и излегува на маркет, на пазар, на банка, на работно место и за други активности што се потребни за социјален живот, тој може така да зарази и заразува многу. Затоа се битни да се запазат тие мерки, тоа што еве и ние двајца седиме најмалку 2 метри на растојание, независно дали вие или јас може да имаме некој симптом, да сме асимптоматски или да немаме ништо, но ние треба да се придржуваме на мерките, да ги почитуваме мерките. Така, нели мерките веќе сите ги знаат: носење маска, држање растојание, дезинфекција на раце. Дезинфекција, чистење на раце, да. Но колку имунитетот може да превенира, нели секако може да превенира настинки вируси, но дали може да превенира COVID-19? Да, и тоа е многу битно. И сега ќе се сложите и вие, а и гледачите, дека ќе кажат: ама еве јас го прележав, или мој близок го прележа, па немаше ништо, како овој другиот одеднаш нели за жал почина, односно имаше фатален крај. Тука е многу битен тој имунитет што го имаме ние самите, бидејќи сите сме различни единки како луѓе, и сведоци сте, и тоа што се знае и во пошироката јавност, дека барем повеќето од тие што починале, иако има и случаи, имале некоја друга болест или друго заболување. Што не значи дека овие другите што боледуваат од хронични заболувања, дека ако бидат заразени со коронавирус и го имат COVID-19, што не значи дека ќе се комплицира нивното здравје. Еве, јас можам да тргнам од себе си, од моите пациенти. Јас сум имал доста пациенти до сега кои биле со потешка клиничка слика, кои имали пропратни други болести, како диабет, како кардиоваскуларни проблеми, пациенти кои имат и со нефротски синдром, кои за среќа имале COVID-19, но се излекувани повеќето во домашни услови, некои во болница, и кои се сега дома, кои се здрави, живи и кои си го продолжуваат животот. Затоа е битно ние да внимаваме дека никој не знаеме каков е нашиот имун систем и каков одговор ќе има кон тој одреден вирус, бидејќи тоа е непредвидлив, тоа е нешто нов и не знаеме како ќе делува. Значи, тој први го убива имуниот систем. Значи, тие интерферони, тие клетки, хелпери, убици што ги викаме ние, што кога ќе навлезе во нашиот организам некоја бактерија или вирус, тие одма се активираат да го убива тоа, значи да ни го штитат нашиот организам, овој вирус први на тие делува. Значи ги неутрализира нив и после тој прави се што сака во нашиот организам. А никој ние од нас не знаеме па каков имун одговор ќе имаме кон самиот вирус што би не атакувал, што би нападнал. И затоа се многу битни да се запазат мерките, да се придржуваме
кон мерките. Како да го појачаме имунитетот? Советите кои се од лекарите? Како да го појачаме имунитетот? Значи, тие што веќе имат симптоми, ние им советуваме да земат витамини и суплементи кои ги има во изобилство, разноразни фармацевски компании ги произведуваат. Сега ќе прашате сигурно, а што другото населението кое е здраво? Значи, треба тоа да го земе со храната. Разновидна храната да биде, која е свежа, за среќа сега имаме, разновидна храна, зеленчук, овошје, каде што има многу витамини и минерали, со самото тоа ќе бидат заштитени од дали е тоа од сезонскиот грип, вироза или од самиот вирус, коронавирус, односно да ја избегнат болеста COVID-19. А оние што веќе имат потреба, што се со, да речем, по лошо здравје во наводници, да земат и готови витамини и суплементи за да се дигне тој имунитет во нашиот организам, за нормално да имат еден одбранбен механизам ако би ги атакувал некој вирус. Така. Да ни објасните како функционира аматичните лекари во време на пандемија? Дали сите пациенти за секоја потреба можат да дојдат или пак дел од консултациите се одвиваат телефонски? Па, откако почна самата пандемија, вие знаете дека имавме и одредени и полициски час, имавме и рестрикции и сето тоа. Ние како доктори и сигурно и вие медиумите имавме дозвола за работа, односно ние работевме постојано, значи од понеделник до петок, односно и повеќето и саботит, освен неделите што не сме работеле, и нели ни се дозволи таа алатка која го спремаше Фондот за здравствено осигурување, односно Министерството, во соработка со Министерството за здравство, да ние одредени активности им ги извршуваме на нашите осигуреници со самото јавување на телефон, со консултации. И тука е таа една добра алатка беше за хроничната терапија, кои го примат постарите, оние кои имат повеќе коморбидитети, односно болести, значи можеа по телефон да се консултират и тоа да им го препишеме, да го земат директно во аптека. Исто така имаше можност за други документи што им беа потребни, дали тоа беше потреба од некој ортопедско помагало, можеме директно да тоа електронски ние самите матични со Фондот за здравство да им ги регулираме. Пациенти кои има потреба за боледување, дали тоа беше пациенти кои беа засегнати од самиот COVID-19 или од други заболувања, исто така можевме и можеме се уште тоа го правиме електронски. Иако до пред месец дена, да речеме до 8 месец, другите делови на здравствениот систем, освен нас матичните лекари, ги прима само хитните случаеви, значи немаше термини. Мојот термин беше во застојка и само за да се спречи ширењето на COVID-19. Но ние како матични секогаш бевме на работа, на должност, на нашата должност. Заболедувањето нормално спомнав дека можеше електронски рецептите и другите пропратни документи и нормално разни консултации што требаше да ги имаме, ги имавме само по телефон. Дури имаше пациенти кои не може да идат и самиот бриз да се прави, самото стришо за да се утврди дали е COVID-19, екипите на Центар за јавно здравје одеа и кај нив во домашни услови да земат бриз само од причини да не излезе тој таквиот пациент и да го шири самиот вирус. Откако почна да се олабават мерките, ако почна да работи мој термин од 9 месец, пациентите почна и тие други почна да идат заради нивни други потреби кои што има за да земат, за да ја продолжат хроничната терапија, за контрола за некоја потреба, бидејќи знаете дека тие што се со неколку болести, хронични болести, па сакат и да дојдат и повеќето и сакат да го имат тој контакт директен со
Дали е тоа со матичниот лекар, односно со некој одреден специјалист кај што имат да извршат некоја нивна потреба и доаѓат. Јас мислам дека повеќето ги пазат мерките, бидејќи ние сме поставили, сме ставиле флаери во ордниците и во ординациите за да држат маска, да држат дистанца. Има и такви што не се придржуваат на мерките, но има голем број што ги се придржуваат на мерките. Има и такви кои па за жали се плашат и не доаѓаат воопшто нели во болница, и ако имат некоја потреба, што им апелираме секогаш кога имат некоја потреба за нивното здравје, кога им е загрозено здравјето, треба да дојдат, бидејќи ние сме на нашето работно место. Сега сигурно некој ќе каже дека сето тоа е многу убаво што го кажувам јас и розево. За жал имало и такви колеги што, за жал викам, што не ги услужувале баш како што треба пациент. Може би и тие биле исплашени, бидејќи ова беше нешто ново за нас, бидејќи сепак и ние си имаме своји животи. Се на првата борбена линија. Ние сме на првата борбена линија, ние треба да знаеме како и да се заштитиме. За жал имаме и многу од здравствениот персонал, тоа беше и во проценти 10 или повеќе проценти што беа атакувани од самиот вирус, од самата болест COVID-19. За жал имаме и починати, еве и во нашиот град имаме колеги кои почина, кои работеа, беа во директен контакт со пациенти со COVID-19 и кои за жал не успеа да се борат до крај со самата болест и почина, така да јас мислам дека треба да имаме едно разбирање кое ќе биде двострано и од страна на пациентите и од страна на докторите. И пациентите треба да ги разберат докторите дека и тие си носат животи, и тие си имат своји блиски кои ги имат, и најмалите имат и хронични во своите домови, и тие внимават на мерките, но треба и пациентите да внимават, а и лекарите треба да имат разбирање дека пациентите доаѓаат за некоја мака, иако за жал има една таква бројка на пациенти кои да не кажам ептен безпотребно за секоја ситница па доаѓаат во болниците, кои за жал имавме и сме имали, сигурно и ќе имаме и такви случаи кои се заразуваат со самото одење од една болница во втора, од едно оделение во второ, бидејќи имаме, реков, пациенти кои се асимптоматски, кои и самите не знаат дека се заразени од COVID-19, па тие се преносители, тие се тие кои ја шират болеста, а никогаш не знаеш во таа чекална кој може би е заразен или не е заразен, и затоа им апелирам и кога стварно ќе имат потреба да доаѓат и кога веќе да доаѓат, да се придржуваат на мерките, односно маска, дистанца и што повеќе дезинфекција. Така. И за крај една оценка, каква е состојбата со коронавирусот во нашиот град, со оглед на тоа дека нели и на државно ниво се зголемуваат бројките, но и во општина Тетово и околината? Па да, нормално ние ќе тргнеме од нашиот град, иако за среќа во почетокот бројките беа многу мали, релативни во однос на тоа што се случуваше во целата држава, но почна и кај нас, за жал, тие бројки да се зголемуваат, и тоа имаме едно скалило помалку повеќе. Се е тоа од непочитување на мерките, од разните веселби, собирања, дали тоа било за добро за веселба, дали тоа било за некој смртен случај или нешто слично. Значи, луѓето продолжува да се собират, продолжува да не ги почитуваат мерките, луѓето по кафичи и ресторани почнува да се собират во големи бројки, што не е лошо. Социјалниот живот треба да продолжи и ќе продолжи, бидејќи тој е многу битен за самите луѓе, но да се внимава на мерките. Значи, ако треба да се носи маска, треба да се носи маска. Ако треба да се држи дистанца, треба да се држи дистанца. Но непочитувањето на овие мерки, резултатот се гледа, значи, за жал, еве, и Тетово може би е во
топ тие 5 градови кои имат после Скопје кои имат најмногу случаеви со COVID-19, што значи апелот секогаш е да се придржуваат на мерките, бидејќи не дај Боже да некој близок наш да ни почине или да заврши фатално, а јас не би сакал да ние, зарем треба секој да имаме во нашите семејства и кај нашите најблиски некој заразен, па да се убедиме и да видиме дека стварно е тој многу заразен и е вирус кој е многу штетен, за да се освестиме дека треба да ги пазиме, да внимаваме на мерките. Споменавте дека има луѓе кои што се уште не веруваат дека вирусот постои. Да, за жал има луѓе кои уште не веруваат, викат па добро, гледаме дека има собирање, но не значи дека во самиот тој круг каде што имало собирање, па имало. Некаде има, некаде нема. Некаде каде што има, тој ќе се направи еден кластер, тоа сигурно го слушате од колегите од Центар за јавно здравје, дека викат имаме одреден кластер. И во тој кластер после имат 1, 3, 5, 10, 15 или повеќе заразени. Затоа велам да се внимава на мерките, да се почитуваат мерките, а за жал рековме дека има одреден број на луѓе кои не веруваат, но јас не би сакал, сепак велам, како човек, и како лекар, не би сакал на никого ово да му се случи. Бидејќи јас сум имал многу пациенти, и имам се уште пациенти кои се активни и знам каква борба тие водат за нивните животи. Затоа не би го посакувал никој тоа да го има и да го ниту на себе си, ниту на некој свој близок. Затоа апелот е постојан да се придржуваме на мерките. Така, генерално мора да се подигне свеста зашто побрзо да заврши сето ова. Да, сигурно така. Ви благодарам многу на разговор. И јас исто така ви благодарам.